Со околу 3000 термини закажани за денеска започна имунизацијата во поголем обем во А1 арената Борис Трајковски. Стотици здравствени работници и припадници на МВР беа првите кои ја примија првата доза на Спутник В. Граѓаните не го криеа задоволството. Велат со нетрпение чекале да се вакцинираат. Се вакциниравте? Да, се вакцинирам. Како се чувствувате? Супер, супер. Што би им порачале на другите? Да се вакцинират. Да се вакцинират сите, полесно да дојде нешто полесно да ја поминат болест. Да се заштитат, мислам дека е подобро да се вакцинират. Убаво се, ама од два поголема глупост нема. Зашто? Од цела Русија во Москва се вакцинира и ние мора во Скопје. Здравствените тимови кажаа дека се задоволни од одзивот на граѓаните, но очекуваат во следните денови да има поголема заинтересираност. Им дадоа и совети на оние кои ја примија вакцината. Да одмараат неколку дена сега, да не прават ништо, да немаат некоја претерана физичка активност, алкохол да не пијат колку време, за нас ние би рекле дека советот е 90 дена да не пијат алкохол, кој ќе не послуша, ќе видиме. Се надевам дека веќе од утре ќе биде многу поголем бројот, односно ние ќе имаме многу повеќе работа. Вие сте тука, 2 смени? Не една смена, така да од Сабајле оваа смена сум прва, наредната недела веројатно втора, меѓутоа сите сме тука, сите работиме посветено и квалитетно. Мал бил бројот на луѓе кои не се појавиле на вакцинација, вели директорот на Здравствениот дом Скопје доктор Исјановски, но кажа дека ќе добијат втора шанса. Од она што го имаме кај возрастната популација над 77 години од поликлиниките, многу е мал процентот. Меѓутоа, верувам дека и тие граѓани можеби тој ден не можеле да дојдат, но ќе дојдат повторно за вакцинација. Па јас мислам дека ќе имаат затоа што они се соупати. Околу пладне службеник од МВР кој требаше да се вакцинира колабираше, па мораше итно да интервенира екипа на итната помош. Според информациите од вакциналниот пункт, лицето било исплашено и исцрпено. Имунизацијата со Спутник В продолжува оваа недела. Следни кои ќе се вакцинираат се полицајците, припадниците на АРАМА, вработените во јавниот превоз, просветните и медиумските работници. За почеток ќе бидат вакцинирани околу 4000 граѓани дневно ширум државата. Здравствените власти веруваат дека таа бројка за кратко време ќе достигне и 7000. Ако се одвива се според планираното. Вакцините кои ги има Македонија на AstraZeneca и Спутник В би требало да се потрошат до петок. Инаку Македонија, за разлика од европските земји, последна ја почна така наречената масовна вакцинација. Кампања нема и ниту еден државен функционер во државата не даде пример дека граѓаните не треба да се двоумат за да ја примат вакцината.